На почетокот би сакал да искористам оваа прилика и на сите граѓани на град Скопје да им го честитам овој голем празник, денот на ослободувањето, да им посакам многу успех и се надевам дека во наредниот период Скопје ќе има уште многу прилики да се радува на успесите на своите граѓани и на сите што живеат во него. Повелете, стојам на располагање за се што ве интересира. Господине Црвенковски, вистина ли е дека господинот Борут Пахор ви ги предложил тројцата експерти за изработка на стратегијата Надеж? Значи вака, на памет не ми паѓа моите односи, релации и разговори. Било со премиерот Пахор, било со председателот Тирк или со било кој друг политичар од Словенија или од друга земја, да дозволам да стана дел од оваа македонска машина за валкање на имиња. Значи, воопшто не е важно кој ми ги препорачал словенечките експерти, дури не е ни важно кој формално го потпишал договорот за нивниот ангажман. Одлуката јас ја донесов, зад неа стојам, таа одлука законски е чиста и од тој аспект око не ми трепнува за се ова што се случува. Бидејќи антикорупцијска веќе ја заврши својата задача што ја беше доделена, не сите, меѓутоа председателот и неколку членови, тоа е веќе апсолвирано прашање. Уште еднаш ќе користам оваа прилика да упатам порака до сите луѓе од обвинителството и од судството. Не влегувајте во политички сценарија, не подлегнувајте на притисоци, погледајте го законот и постапувајте по законот. Тоа е единствен начин да не сгрешите и да не носите одговорност. И денеска на 13 ноември поделеност во прославите. На 2 километри од овдека слави Груевски, овдека опозицијата. Прво, ја не мислам дека во однос на прославите поврзани со народно-ослободителната борба воопшто било кога или било сега, вклучително и сега, постои некаква поделеност. Факт е дека актуелната власт ја релативизира и минимизира народно-ослободителната војна и значајот на таа војна. Тоа што од време на време, што би се рекло од немај каде, прават некакви манифестации, свечени академии, воопшто не може да го покрие нивниот генерален однос кон периодот 41-45, кон периодот 45-90, па ја би рекол дури кон периодот 90-2010 година. Нивните очи, нивните аспирации се свртени кон една друга, многу подалечна историја и тоа на сите ни е јасно. Господине Црвенковски, како ги коментирате изјавите на Илни Селами дека СДСМ преку своји инсталации во комисијата врши притисок? Значи, изјавите на господин Селами ги толкувам како ноторна лага. Тоа се невистини. Ниту јас, ниту било кој друг во мое име или во име на Социјалдемократскиот сојуз вршил притисок или било какво влијание кон антикорупцијска комисија или кон било кој член на антикорупцијска комисија. Инаку очигледно дека притисоци постоеле, меѓутоа доаѓаат од една друга страна, од страна на актуелната власт и очигледно дека и господинот Селами, а и некои други во комисијата подлегнале на тие притисоци, инаку нема друго објаснување зошто се направија такви преседани, зошто во споставената пракса во антикорупцијска е напуштена, зошто доверен предмет на еден член известител му се одзема, а потоа председателот на комисијата се појавува во улога на известител, без да го проучи предметот на иста седница, по скратена постапка, ја би рекол и без постапка, да го стави предметот на изјаснување. Притисоци, да, постоеле, меѓутоа не од СДСМ, не од мене, туку од врвовите на власта во Република Македонија, а господинот Селами најдобро знае какви биле тие притисоци и зашто подлегнал на нив. Благодарам многу.